Почитувана госпоѓа Донка Глигорова, ќерка на нашиот сакан председател Киро Глигоров, членови на семејството и роднини присутни, почитуван градоначалник на општина Штип Благојче Почварски, почитуван председателе на Советот на општина Штип Јане Миланов, членови на Советот, почитувани представници на владата, министри, заменици, државни секретари, овде денеска присутни со нас, директори на државни институции, почитувани градоначалници, овде присутни од целиот регион, посебно ми е драго што ве гледам овде. Сите високо го почитуваме делото и животот на председателот Глигоров, почитувам председателя на Стопанската комора, бизнис луѓе, бизнисмени, деловна заедница, почитувани припадници на граѓанскиот сектор, почитувани штипјани, граѓани, ова наше убаво место. Многу ми е драго што денеска евде сме собрани по еден ваков убав повод. Дозволете на самиот почеток да упатам честитки, но пред се огромна благодарност до семејството Глигорови за големата помош во создавањето на оваа спомен соба, а најмногу затоа што и го подарија на Македонија, на македонскиот народ и на сите граѓани еден од најголемите македонски синови, символот на нашата независност, председателот Киро Глигоров. Секако, сакам на сите вас да ви честитам нова и значајна содржина на општинскиот мултимедијален центар Киро Глигоров, со која градот Штип и неговите граѓани му одаваат почит на првиот председател на суверена и самостојна Република Македонија. Глигоров е несомнено еден од великаните на современата историја на Македонија и на вековниот стремеж на македонските граѓани за самостојност. Од народно-слободителната борба, јасно, чиј што учесник беше, па се до неговите 2 мандати како председател во најважните мигови во создавањето на самостојна македонска држава. Председателот Глигоров, речиси половина век, беше во врвот на нашата политика. Имаше важни и клучни улоги и се вгради во нашата историја како еден од носечките столбови, врз чии идеи и действување се создаваше нашата државност. Денеска е голем ден, не само за Штип, туку за целата нација, за сите оние што ја сакаат и почитуваат својата татковина, за сите кои го ценат и уважуваат трудот и жртвите на генерациите пред нас, кои во аманет ни оставија држава со сите нишани, која треба да ја чуваме, унапредуваме и развиваме. Председателот Глигоров застана на чело на младата македонска држава, во мигови кога пред неа се поставуваше прашањето да се биде или не. Неговата мудрост, огромното политичко искуство и неговиот интелект беа огромна предност и капацитет, кои помогнаа на Македонија да излезе речиси негибната од крвавиот распад на Југославија и да стане меѓународно признаен ентитет и покрај големите обструкции и предизвици кои се појавија на тој пат. Од мирната рака и водството на Глигоров успеавме да пребродиме блокади од соседите, санкции и војни во соседството, да се издигнеме и над внатрешните предизвици и подели. Македонија во тие први години на самостојност, иако во исклучително тешки околности, го газеше цврсто и непоколебливо својот пат кон заедницата на независни држави. Почитувани, големите сништа се одлика на големите луѓе. Но големите луѓе не сонуваат сами. Тие вложуваат огромен труд, се вложуваат себе си и сите своји капацитети и на тој начин успеваат и да ги реализираат нивните визии за едината. Председателот Глигоров се вложи целосно. Го ризикуваше и животот во процесот на создавање на македонската држава. Дел од неговиот сон беше да ја види Македонија како рамноправен дел од европското и светското семејство на држави и нации. Во тоа време Македонија влезе во Обединетите нации и во сите важни меѓународни организации, а токму во тоа време Македонија почна да го оди патот на интегрирањето во НАТО и Европската унија. 2 децении подоцна, по сите голготи низ кои поминавме, се наоѓаме пред самата цел на втората етапа, на самиот праг на остварување и заокружување на таа визија. Македонија, суверена и самостојна,
Македонија на запад, дел од НАТО и Европската Унија. Македонија просперитетна, земја која оди напред и отвара нови можности за нејзините граѓани. Верувам дека нашиот председател и ваш сограѓанин ќе беше горд на овие наши постигнувања и среќен за просперитетната иднина и можностите што се отвараат пред неговите сограѓани. Убеден сум дека оваа спомен соба ќе биде важно место во кое ќе ги чуваме спомените на неговите дела, но и место кое ќе послужи како инспирација на сите нас и за оние што доаѓаат по нас. Гледајќи во делото на Глигоров, да научиме нешто од неговата умереност и политичка прагматичност. Да научиме да гледаме подалеку во иднината. Да сонуваме и уште повеќе да работиме со уште поголема посветеност и жар, бидејќи само така може да очекуваме да ја видиме нашата земја како расте, напредува и чекори рамо до рамо со земјите од развиениот свет. Уште еднаш ви честитам од се срце на овој прекрасен настан и нов простор, кој е уште една демонстрација дека владата на Република Македонија ќе продолжи да им ја дава заслужената почит на сите наши великани. Остануваме посветени на развивање на културните содржини и зачувување на нашето културно и историско наследство во сите краишта на нашата преубава Македонија. Благодарам.